Благодарам, почитувана заменик председател, почитувана јавност, почитувани колеги. Јас денес не планирав да се јавувам за збор врска со амандманската расправа, особено затоа што сакав што е можно повеќе амандмани да ги видиме кои се проекциите на Социјалдемократскиот сојуз, на ДУИ, кои се проекциите и како тие гледаат Република Македонија, бидејќи тоа секогаш го зборуваме тука, ниту една политика која што треба да биде реалност не може да се реализира доколку за тоа да се предвидени средства во буџетот. И тргнувајќи од таа премиса, првите 2-3 амандмани, мислев дека нешто ви се случило, Оливер некаде треба да оди, па го снемува. Мислев дека од така ќе поминат тие 2-3 амандмани и потоа ќе отидеме на сериозни теми, затоа што, само ќе ве потсетам, претходно се бараше дека АНБ не требало да биде со МВР, така кажувал извештај Делската комисија. Тоа беше договорено уште 2015 година, истиот тој кој што беше 9 години министер за внатрешни работи и кој што неговите полицајци, секој што ќе отидеше во АНБ го легитимираа кој влегува, а при тоа треба да бидат одделени една од друга, се истиот тој, како паднат од Марс, одека доаѓа и ни кажува, а знаете што, овие две треба да ги одделиме. А 9 години, во последниве 10 години, тој е министер за внатрешни работи. Ја мислев тие 2-3 амандмани ќе поминат, ама ова веќе прераснува во сериозна загриженост за тоа каде оди оваа комисија. Комисијата за финансирање и буџет во ова собрание во ова 30 години секогаш зрачела со стабилност, конструктивност и секогаш тука се кршеле копијата за различните визии за тоа каде и како Република Македонија треба да се развива во текобната година или перспективно во наредните неколку години. Претходно имам амандман во кој што ворете вие да барате нешто за кое што веќе има 10 пати повеќе предвидено средства него тоа што вие сте го предвиделе, но да барате на начин како да никогаш не сте биле во позиција да изготвите било каков амандман, аматерски овака, наистина, и јас како колега се чувствувам навреден. Во врска со овој амандман ви кажувам и апелирам, ако треба, имате право, побарете пауза, видете ги амандманите, можеби дел треба да ги повлечете, тоа не е срамота. Зошто тоа не е срамота? Затоа што ова е срамота. На јавна сцена да се пишуваат амандмани кои што, еве ќе ја потсетам и јавноста, истина нешто не следат, вели вака. Унапредување на деловните активности со цел средствата да се насочат таму каде што се создава структурен ефект врз економијата. Наместо текомата потрошувачка без мерлив развоен исход врз стопанството, средствата се насочуваат кон активности што ја заекнуваат страната на понудата, односно ќе доведат до подобрување на деловното обкружување, поголема предвидливост на фирмите и висока продуктивност. Очекуваниот ефект од оваа пренамена е поттикнување на приватните инвестиции. Ова, како беше на Драги Рашковски, кога се допишувале еден со друг на Вибер, кога ќе дојдат овие до правителство, зборим комплицирано и стручно, нема да ве разберат, ќе помине. Така личи и ова. 5 страни, 5 реда, една реченица. И вие во таа реченица, употребувајќи неколку економски термини, кои што еден до друг не стојат, или се тавтологија, односно еден го објаснува претходно другиот и непотребно стојат заедно, овдека ние треба да дискутираме, да седиме и да гласаме. Нас ти е тоа работа. И со задоволство ќе седиме тука и ќе дискутираме. Но имаме зашто да дискутираме. Овие амандмани се надвор од, да не кажам некој тежок збор, но не се за овдека. Пак ќе ви кажам, побарете пауза. Еве, гледате како, на некој Оливер ви се потпишал, на некој не ви се потпишал, на некој беше прво потпишаниот, го нема да ги бани како секоја година претходно, и тоа не ви ствара малку сумја, и лани вака во ставија вас да ги браните, исто го прават и годинава. А вие секогаш сте биле овдека, без ниту една афера позади вас, а оние кои што ги изнапишале овака да изгледаат срамотно, ги нема овдека. Значи, у 2 години, ова е 5-ти пат комисијата да расправа за буџет. Значи, имаме 2 буџети и 2-3 ребаланси. Така беше. И сега, креаториве на состојбата финансиска овдека ни кажуваат како треба да се подобри, при тоа
така беше вчера едниот дека разговаравме, да не му спомнувате, не е тука, не е во ред, бил преходно заменик министер за финансии, па бил премиер на државата, го нема 2 години да земе збор, синој ќе излегува, он е експерт. Не може така. Експерт не може. Треба да седнеме и да видиме која луѓе деловна способност. Кои деловни активности ќе ги поттикнеме? Како ќе ги поттикнеме? На кои компании, на домашни или на странски? Да поттикнеме деловна активност на фирми во зоните или надвор од зоните? Дали може би сте истражиле? И дали може би вашите министри знаат во кои сектори стоиме слабо, па треба да згоиме деловна активност? Не, ништо. Ништо од тоа нема, има само паушално. И јас разбирам ова да некои луѓе си прават некаде муа што не разбираат, ама не разбирам, у пратеничка група од 18 пратеници, 15 поранешни министри, да не можете амандман да направат. При тоа тука никогаш ги нема. И не е во ред. И не е во ред, кон нас не е во ред. Да има квалитетен, да има амандман кој што е квалитетен, кој што има визија, во кој што на некоја категорија на луѓе или на некоја индустрија или на некој сектор во економијата им се подобруваат деловните состојби, да ги разговараме. И тогаш со право може да излезете да кажете луѓе, еве ги бројките, еве ова го истраживме, еве овие анализи ги направивме, еве ги извештаите ги подкрепуваме и бараме 10 милиона денари да се пренаменат од оваа ставка во оваа ставка. Но оваа ставка малку ќе изгубиме, а овдека вредноста ќе биде огромна и ќе има бенефит државата и општеството и како собрание да го поддржиме заедно. Па тогаш вреди да разговараме, вреди да поддржиме. Ова вака не личи на ништо. Не личи на ништо, излегува поначен МВР 10 години, во последните 10 години, 9 години министер за ватрешни работи и вика, знаете, АНБ треба да ги одделиме од МВР. Ај сега вие гласете го овдека. Не може. Или сега ви излегува и ви доаѓа и ви вели, ајде да поттикнеме деловната компетитивност. Како ќе ја поттикнете? Како ќе ја поттикнете? Мислите дека граѓаните заборавиле што се случуваше до вчера? Мислите дека граѓаните заборавиле на кој дирече ставите државата? Мислите дека пред неколку дена имаше избори? Не е ли тоа ви е аларм да земете малку сериозно да поработите? Сега извинете, не ве бива за на терен, бегате од дебати, не ве бива за амандмани правење, не ве бива за визија за државата. И што правиме во ова собрание овдека? Ки си го губиме ли времето едни на други? Зошто? Бидејќи некој направил амандмани за да направи амандмани. Се кажало дека на секоја буџетска расправа за донесување на нов буџет или правење на ребаланс на буџет треба да има амандмани, па да направиме амандмани. Јас повикувам, вие си ги амандманите. Кои сметате дека се овакви, повлечете ги, не е срамота. Подобро да дебатираме еден ден, 2 амандмани, кои ќе бидат суштински и сериозни, во кои што ќе излезете со аргументи кој ќе има фајде од тој амандман, него ли овака абстрактно тавтологија, 4-5 реда, една реченица, никој не може да ја разбере. Да. Така што, овој амандман нема да биде прифатен. Овој амандман ќе биде одбиен, а во врска со деловното опкружување кое што и се случуваше во периодот 2017-2024, сите крупни инвеститори кои што беа во оваа држава, им овозможивте деловно опкружување така да оние од Шпанија беат кај што градеа градско прилеп, колку пари ни зема како држава, вака деловно што беа поддржани, не тужеа и не добија на европските судови. Овие за Охрид требаше да не тужат, веќе беше готово, ај тоа се врати назад. Исто се случуваше за коридор 8, така што деловното опкружување и подобрување на сите вие кои што бевте членови на влада, граѓаните го искусија со плаќање на пенали во милионски суми, бидејќи вие многу убаво деловно ги опкружувавте, а уште поубаво деловно ги опкружувавте новите странски инвестиции, и тоа тука сум го читал од американскиот ВОК и од извештајот за комисијата, во кој што велеше дека секоја странска инвестиција во Македонија или најголем дел од странските инвестиции во Македонија се предмет на рекетирање од страна на владини функционери. Тука имаме и пронајден МВР,
горе се ги чувам извештаите на Стейт департаментот, тие не ги истраживме, се правевме дека не постојат и денеска ние ќе правиме подобрување на деловното опкружување во Република Македонија. Мислам дека граѓаните се им е јасно. Благодарам. Благодарам.